Итни предвремени парламентарни избори бара Дуи. Ова е заклучокот од денешното централно председателство на партијата, од каде што оценија дека тие се победници во првиот круг од изборите. Имале повеќе гласови и за советници и за градоначалници. Али Ахмети нема да се повлекува ниту од политиката, ниту од лидерското место во Дуи и смета дека не е поразен ни по 25 години учество на политичката сцена. Дуи е победник на национално ниво, велат оттаму. Дали слушате кој победил? Зошто да се повлечем од политиката? Дали ги сакате резултатите? Одете во ДИК и ќе ги верифицирате. Ако можете да видите за 25 години дали имало еден пораз на Али Ахмети. Апсолутно не е пораз. Во 2 ноември играта почнува од 0-0. Пред да бараат предвремени избори, Али Ахмети треба да се запраша дали ќе може да се соочи со слободниот глас на албанците, кои повеќе не се плашат од него, му одговорија од Вреди. Апсурдно е Ахмети да се представува како победник на овие избори. По изјавата на Касами дека во вториот круг во Кичево треба да се поддржи кандидатот на Дуи, премиерот Мицкоски му порача дека коалициите треба да се водат по вредности, а не по етничка припадност. Денес Касами рече дека неговата коалиција има став по ова прашање, а ставот на Вреди е дека граѓаните треба сами да одлучат за кого ќе гласаат. Сите граѓани во Тетово ме знаат дека ја како градоначалник и поминатиот мандат бев градоначалник на сите граѓани без разлика на политичката, етничката и верската припадност. Во овој период јас сум фокусиран на поддршката која треба да ја добием од моите граѓани во Тетово, затоа што сега целиот ангажман ќе биде во тој правец, за другите теми има став даден од коалицијата Вреди. Во првиот круг од изборите, коалицијата Вреди доби 5 градоначалнички места, додека Дуи доби 3. Во вториот круг, двете коалиции меѓусебно ќе се борат за градоначалничкото место во Тетово, Гостивар и Боговиње, но од поддржувачите на нивните коалиции ќе зависи изборниот резултат во поголемите општини, како Кичево, Струга и Дебар. Тамара Дичевска, Сител телевизија.